Време беше промената на членот во Уставот каде што се овозможува ислушување, меѓутоа под свеста контрола. Знам дека ја го работев. Прво Устав го сменија, немаше преслушување. Тоа ни направи, морам да признам, големи проблеми. Тоа беше идејата на, мислам, таква одредба не постои во светот, знам тоа што расправавме. Стојан Андов предложил и го вградиле во Уставот, тоа да нема, меѓутоа, еве да речеме, многу луѓе се спасија, затоа што имаме информации од системите за прислушување и добивавме кој се е вклучен во некои сериозни напади, да не кажам, близко до тероризам. Меѓутоа и во тоа време имате прислушување со подпис на министри. И имаме владата, направи некои решенија, али главно ги покриеме со прислушување на странски разузнавачки служби, активноста или прислушкување за луѓе вклучени во наркобизнисот, за откривање на тешки случаи на убиства. Тоа беше присутно, такви решенија и јас сум ги подпишувал, ама за тоа не може да ме обвине. Формално, правно може да рече да, независно што владата донела некакви одлука, Уставот беше јасен тогаш. Али Уставот по тој основ може сега, но се разбира бидејќи тоа било меѓутоа го имаме темел. Оправдани причини, второ имало некаква покритие, неуставно покритие. Тоа никој не можеше да го злоупотреби да ме дискредитирали напаѓа, зашто значи во функција на безбедноста на државата, територијален интегритет, заштита на уставниот поредок, никој за тоа не правеше проблеми.